Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Пред нас се ратификацијата на спогодбата за инструментот на реформи и раст, кој што треба да го донесеме денеска во собранието, склучен помеѓу Европската Унија, представувана преку Комисијата, и помеѓу Република Македонија, представувана преку Владата на Република Македонија. Жалам што на Комисијата за надворешни работи немавме присуство од страна на опозицијата, со исклучок на председателот на Комисијата за надворешни работи, но се надевам дека на оваа седница истата оваа точка ќе биде поддржана и од опозицијата. Имено самиот инструмент за реформи и раст представува правна рамка со која што всушност се реализира финансиската помош од Европската Унија кон Република Македонија и од тука се поставени самите услови за финансирање преку инструментот за реформи и раст. За да биде појасно и за граѓаните и за македонската јавност, станува збор за планот за раст, кој што е директно поврзан со реформската агенда, а таа пак е поврзана со ЕУ интегративниот процес на Македонија, кој што е суштински важен, за кој што се неопходни оние реформи за да се приближиме кон останатите земји членки од Европската Унија. Реформската агенда пак е директно поврзана и е директно поддржана преку финансискиот документ кој што го имаме и пред нас. Имено мораме да напоменеме дека преку инструментот за реформи и раст од 2024 година до 2027 година за Република Македонија се предвидени 750 милиони евра кои што треба да бидат исплатени во 3 транши, со тоа што се очекува во првата транша која што треба да биде исплатена оваа година се предвидени 51,5 милиони евра. Овие средства треба да бидат директно насочени за она кое што е предвидено и во самата реформска агенда за Република Македонија во периодот од 2024 до 2027 година, имено реформи кои што ќе бидат токму сконцентрирани и директно поврзани со управување со јавните финанси, енергетската и зелената транзиција на Република Македонија, зајакнување на човечкиот капитал, имено се мисли на вложување во образовниот систем кој што ни е суштински важен за обезбедување на квалитетен човечки капитал, за развојот во приватниот сектор и деловното опкружување и секако за зајакнување на владењето на правото. Имено неколку пати досега и сме ги дискутирали извештајот на Европската комисија, кој што треба да биде некој патока за тоа докаде сме со оние реформи кои што ги очекува нашиот партнер да ги исполниме во однос на ЕУ интегративниот процес, така што во овој дел препорачувам да го следиме и текот кој што извештајот на Европската комисија ни го укажува, а со инструментот за реформи и раст кој што е директно поврзан со ЕУ интегративниот процес да се приближиме кон останатите земји членки од Европската Унија. Секако, наша стратешка цел пред се и за она која што сме го ветили пред граѓаните, останува пред се да изградиме држава која што ќе биде економски силна, држава во која што ќе имаме суштинско подобрување на животниот стандард на граѓаните, држава во која што ќе имаме владење на правото и секако држава која што ќе биде полноправна членка на Европската Унија и секако рамноправна со сите останати земји членки кои што се веќе дел од Европската Унија. Ви благодарам.